Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Оралното здравје е клучен дел од општото здравје, но за одредени групи пациенти, посебно децата со попреченост, стоматолошката нега представува голем предизвик. Стравот, неможноста за соработка или специфичните здравствени состојби честопати го невозможуваат изведувањето на стандардни стоматолошки третмани. Токму затоа општата анестезија е важна алтернатива која овозможува безбедно и квалитетно лекување без трауми и со целосна грижа за пациентот. За општата анестезија во стоматологијата утрово разговараме со професор доктор Александар Димков, професор на стоматолошкиот факултет при УКИМ од јавната здравствена установа Стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон, Скопје. Добро утро, доктор Димков, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Секогаш ми е задоволство да учествувам во вашата емисија, господјо Дебарлија. Така, ви благодариме што и вие ни го укажавте вниманието и сте дел од ова издание. Зборуваме за една можеби специфична работа за која многумина и не знаат, а добро посебно треба да бидат информирани родителите на лицата со попреченост, бидејќи одржувањето на оралното здравје значи и подобар и поквалитетен живот. Ајде пред да почнеме и да го објаснуваме сето тоа. Што секаква услуга се нуди на стоматолошкиот клинички центар? Стоматолошкиот клинички центар во Скопје, јавната здравствена установа, е најголем стоматолошки центар, па не само во Македонија, можам да кажам и во Балканот. Пред 20 години беше прогласен за најдобар стоматолошки клинички центар, да кажеме во југоисточна Европа. Пружа услуги од сите аспекти на оралното здравје. Значи, кај нас има 8-7 клиники, значи од дечиња од 0 години па се до највозрастната група пациенти, сите услуги стоматолошки можат да ги добијат во нашиот стоматолошки клинички центар на едно место. Значи, можеме да пружиме услуги од секаков тип, и протетски, и ортодонтски, и лечење на заби, и лечење на непца, и екстракции, значи орално-хируршки интервенции, се што треба, вклучително и да кажам, одделот за општа анестезија за кој што ќе зборуваме денеска. Кој што е единствен така во рамки на клиниката за детска и превентивна стоматологија. Единствено овде така се извршуваат. Единствено овде се извршуваат тие услуги. Услугите се, значи, за лица со посебни потреби, односно со попреченост. Не само тие, после ќе зборуваме и за се што можеме да работиме и како можеме да работиме таму. И ќе ви објаснам се што треба, како треба, и на загледачите да биде појасно. Така. Но ќе погледнеме прво блок реклами, па ќе продолжиме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај. Повелете, јавете се, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот кој што го имате. Со професор доктор Александар Димков од јавната здравствена установа Стоматолошки клинички центар Свети Пантелеимон, Скопје, професор на стоматолошкиот факултет при УКИМ, зборуваме за општа анестезија во стоматологијата. Рековме дека ваквата услуга единствено кај вас се дава за лицата со попреченост и рековме добро треба да бидат информирани родителите да знаат кога да се јават, што да прашаат како да се подготват, меѓутоа и веројатно добиваат информации и препораки како и тие во домашни услови превентивно да делуваат, да работат за да не дојде до некои посериозни проблеми. Но на почеток, кои се факторите, причините за различните видови попречености, колку се застапени во светот и кај нас? Видете, попреченоста според Светската здравствена организација или лица со попреченост, или како во англосаксонската литература што се споменуваат хендикепирани лица, се лица кои што не можат нормално да учествуваат во психички, физички, социјален живот. Значи, тоа би била една главна дефиниција. Од стоматолошки аспект, ваквите лица се лица на кои што не може да им се пружи нормален стоматолошки третман во оние нормални услови. Сите тие лица спаѓаат во таа категорија. Меѓутоа, не само лицата со некоја видлива попреченост спаѓаат во оваа група на пациенти, туку и навидум здрави лица кои што немаат никакви пречки во развојот или наследни или било какви,
можеме да ги вброиме во оваа категорија затоа што имаат некој внатрешен исконски страв од стоматолог. Кога ние тоа ќе го процениме дека е така, тогаш ги вбројуваме и тие пациенти во групата на лица со некоја пречка. За жал, бројот на ваквите лица во светот е огромен. Околу 10% од светската популација, која што според последниве бројки е некаде над 8 милиарди луѓе во светот, се лица со попреченост или лица со хендикеп, тоа значи оака во сува бројка над 800 милиони луѓе. Сега од тие, за жал, 5 до 8% се деца. Значи, математички може да израчунате колкава е таа бројка. Според мојот драг пријател и колега од Филозофскиот факултет Ајдински, професор Ајдински, 6% од популацијата од деца, мислам, од Македонија отпаѓаат на деца со пречки во развој. Значи, тоа е една навистина голема бројка. Каква може да биде оваа попреченост или овој хендикеп? Значи, може да биде ментален, може да биде физички, може да биде медицински. Значи, не можат луѓето да сметаат дека само ментален хендикеп е хендикеп. Значи, има и физички хендикепи, како што се, например, слепило, глувост, сколиози, ампутација на екстремитети и така натаму, но и медицинска попреченост, како што се различни медицински фактори, односно болести кои што може да доведат до попреченост кај овие лица, кај што нема да може да се изврши нормална стоматолошка интервенција, значи различни крвни заболувања, крвни дискразии, бубрежни инсуфициенција, други некои болести кои што сега нема потреба да ги набројувам, сите тие спаѓаат во групата на медицинска попреченост. Она што е интересно и што треба да се истакне, дека факторите за настанување на било каква попреченост може да бидат, да ги поделиме во три групи, значи може да бидат пренатални, перинатални, значи фактори кои што се јавуваат за време на раѓањето, и постнатални, за жал, фактори. И она што е загрижувачко и е една интересна информација е дека најголемиот процент, повеќе од 80% од светската популација, односно кај лица со попреченост, влегуваат во земјите, во државите со неразвиени држави или слабо развиени или држави во развој, заради низа фактори, низа проблеми. Најчесто еден од главните причини е прераното породување, значи фактор за било каква од овие попречености е прераното пораѓање, кое што е во најголем број случаи се случува во ваквите држави. Па се вие покрај тоа што имате сиромаштија во тие држави, имате неразвиена здравствена стоматолошка услуга и недоволно развиена свест на самите пациенти, необразованост на самата популација, не може да кажам пациенти, на самата популација, што доведува потоа до појава на било каков тип на попреченост. Така да. Но сепак заслужуваат така и квалитетен и добар живот и здравствена услуга како што има и секој друг, со овој начин, нели, она што го работите на стоматолошката клиника, односно за детска и превентивна стоматологија, им се излегува во пресред на сите оние кои што ја имаат потребата од сетова. Што е општа анестезија? Од кога првпат е почета, за да се префрлиме на општата анестезија конкретно во стоматологијата? Интересно е што пред 179 години, поточно еве за една недела на 2 октомври 1842 година во местото, во градот сега, голем град Масачусетс во Соединетите Американски држави, еден човек, доктор, Вилијам Ти.Џ. Мортон, собрал 10 своји колеги и им кажал дека ќе направи нешто што дотогаш не било направено. Имал патентирано едно стаклено шишенце со два отвора во кое што ставил течност, која што се вика етер. Легнал еден свој пациент на дрвено столче, без маски, облечени во цилиндри, дотерани за тоа време. Го успал пациентот и извршил хируршка интервенција. Значи, од пред 179 години во Америка, па се чудиме зашто се тие толку развиени, пред 179 години кај нас знаеме што било. Почнала анестезијата, која што направила навистина драстична, огромна промена во медицината, особено во хирургијата. Самата анестезија, општа анестезија,
која што се дава може да биде краткотрајна и може да биде интубациона. Краткотрајната е онаа која што се дава по венски пат, нели, за краткотрајни хируршки интервенции, додека интубационата или ендотрахеална така наречена анестезија која што се дава со помош на тубус, каде што машината дише за вас. Таа исто така може да биде поделена на оротрахеална, значи се дава преку уста, и назотрахеална, каде што тубусот оди преку нос. На нашата клиника, клиниката за детска и превентивна стоматологија во анестезиолошката сала, доаѓаат врвни анестезиолози кои што даваат оротрахеална анестезија и пациентите комплетно успани како за било која друга хируршка интервенција се воведуваат во таква анестезија и ние тогаш во една сеанса ги работиме сите работи кои што се индицирани да се сработат кај таквите пациенти. Така. Како се прави претходната подготовка, претходната проценка? Велиме се малку тешки, така тие деца или тие пациенти, оти тие како деца потоа ќе пораснат па стануваат возрасни пациенти. Да, а секако болеста првична не поминува. Така. Како се прави проценката, анестезиолошкиот преглед, што се е потребно, но и што секако информација треба родителите да знаат за своите деца пред да ги донесат? Вака сега повеќе прашања поставивте. Прво, подготовката од страна на родителот е таа да родителот е запознаен со тоа што значи, барем општо, што значи општа анестезија. Многу и ден денес ме прашуваат дали е тоа многу опасно, живото загрозувачко и така. Не можам да кажам не, затоа што сепак општа анестезија е една постапка кога фактички машината работи и диша за вас. Меѓутоа, современата техника, знаењето на колегите дава една како да кажам, дава сигурност во тоа дека пациентот без проблем ќе биде згрижен. Самата постапка претходно е поделена во два дела, значи се прави стоматолошки чек, стоматолошка проверка на пациентот и медицинска од страна на анестезиологот. Од наш аспект, значи ние треба да видиме анамнестички за што станува збор. Во голем број случаи ние тоа не можеме да го видиме кај пациентите со попреченост заради нивната основна болест. Значи не е возможно тоа да се направи. Меѓутоа гледаме, да кажеме, заедно со родителите дали има мака, дали се жали на нешто, дали покажува со прст негде дека го боли нешто. Убаво би било, и тоа спаѓа кај некои пациенти, може да се направи рентген, една панорамска рентген снимка, каде што ќе видиме со што се случува. Ме верувајте, аз 30 години работам на општа анестезија и навистина дали кај 10% од пациентите сум успел да направам претходен рентген. Токму поради тоа, од пред неколку месеци, да кажам, летово, клиниката набави софистициран рентген подвижен апарат со посебен софтвер кој што е релативно малечок, личи на пиштол и е поврзан со компјутер. Можеме ние за време на самата интервенција, доколку видиме дека нешто не можеме да видиме, да направиме една рентген снимка, една, две или повеќе, тие се со многу мало зрачење, никаков проблем не представуваат, и веднаш да интервенираме. А пак од страна на докторите, лекари, анестезиолози, малку е поопсежна таа претходна проверка, бидејќи се проверува срце, РВИ, значи дишни патишта, анамнестички дали било не било претходно подвргнато на општа анестезија, дали имало проблеми, се проверува, се дава упат за комплетна крвна слика, значи крвни анализи, до пред некое време и за ковид тест се даваше да се направи негативен ковид тест. Значи една низа на испитувања кои што пациентот треба да ги донесе, односно родителот да ги донесе, пред да се подвргне на општа анестезија, исто така на денот на интервенција, му се објаснуваат кои се ризиците, условно кажано, и се подпишува согласност за општа анестезија. Тоа се посебни формулари кои што секој родител или старател на таков пациент треба да ги... за општата анестезија, така мора да ја дадете согласност. Мора да се даде согласност и потоа нормално пациентот се воведува и се работи во општа анестезија. Одредени контраиндикации кога не може да се... Има одредени контраиндикации, тие не се, да кажам,
вака главни контраиндикации, меѓутоа доколку пациентите дојдат најадени, иако им е кажано дека 12 часа пред интервенцијата не смеат да јадат, а доколку пијат хронична терапија, со многу мала голтка вода можат да ја испијат, и доколку сега доаѓа таа непросветеност што велања на нашиот народ, му се јадеше на детето по пат, па моравме да му дадеме нешто, тогаш обавезно се одложува. Ненадејни инфективни заболувања исто така представуваат контраиндикација, значи ако се разболе пациентот од било каков вирус, грип, било што, мора да се одложи. Тоа не е контраиндикација за стално одложување, него во моментот. Исто така некои декомпензирани срцеви состојби се контраиндикации, бременоста, во тек на бременост, нели, општа анестезија не би требало да се, поготово не за стоматолошки услуги, може да се даде, меѓутоа за животозагрозувачки состојби. Тие би биле тие контраиндикации, исто така контраиндикација, зборот е малку сложен, меѓутоа ќе кажам, тоа е преференца на родителот. Јас сакам детето да ми иде под општа анестезија, затоа што не сакам да се потресува да се, што викаат, стресира во сала, се плаши малце, не му е удобно, родителот е комотен, има пари, тоа, значи, кај нас тоа не поминува, ние сепак сме научна установа со реноме и не сакаме да се подвргнуваме на такви некои популистички желби и преференции на родители, на деца кои што се здрави, прави, кои што без проблем би можеле да соработуваат и да работат на одделението кај нас за детска и превентивна стоматологија. Така да, уште од најрана возраст така децата да се учат дека не е страшно да се оди на стоматолог. Првичните прегледи почнуваат најобично да се запознае со средината и веројатно на тој начин би се надминувал стравот. Дали кај децата или лицата со попреченост родителот може да биде барем до моментот додека не се воведе во општата анестезија? Има ли таква пракса за да ја почувствува така? Кај нас има пракса, значи кај нас има пракса и тоа е обавезно да родителот или старателот на таквото лице, тоа веќе не мора да биде дете, затоа што таа состојба, како што кажавме претходно, во текот на целиот живот продолжува, влегува внатре со пациентот, се до моментот додека пациентот не заспие, значи нели се става венски пат се воведува, се даваат тие лекови, се ординираат, пациентот почнува да полека се успива, се става маска каде што дополнително се успива и во моментот пред да се стави тубусот, родителот излегува надвор, пациентот останува со анестезиологот, со анестезиолошката сестра, се интубира и доаѓаме ние и настапуваме со нашата работа. Така да. Што најчесто санирате, бидејќи во тој еден акт, така, со таа една интервенција, повеќе работи се решаваат, повеќе проблеми кои што ги има. Прво морам да кажам дека кај овие пациенти состојбата на оралното здравје е малку специфична и поразлична отколку кај другите пациенти. Не сакам да кажам нормалните, затоа што на некој начин и овие спаѓаат во група на нормални пациенти, меѓутоа со различни проблеми. Секако тие имаат огромен број на кариозни деструирани заби, многу мал или воопшто немаат санирано забало, имаат гингивит многу голем, многу изразен гингивит, имаат фрактури на заби заради, да кажеме, ако се епилептичари, паѓање на тврди подлоги, имаат прерано никнати заби, имаат некои вродени промени на цврстите забни структури, прекубројни заби, ортодонски недобро поставени заби во устната средина, тотално деструирани заби кои што мора да се екстрахира, значи една хиперплазија на гингивата заради огромната терапија што ја примаат заради основната болест која што предизвикува разноразни проблеми во устата, така да специфична е ситуацијата на тие пациенти и тоа ние сето мораме да го се трудиме да го завршиме во една сеанса. Значи едно сеансно, за да може пациентот потоа да нема никакви тегоби
до следното доаѓање за жал. Така. Тука веќе стапуваат на снага родителите кои што треба да превземат одредени мерки. Да, веќе по завршената, завршениот преземање на одредени мерки да се санира, треба потоа и дома во домашни услови, барем помалку, така да успева да ја одржуваат таа орална хигиена. Рековте се интубира, а се работи во устата. Така, како го изведувате тоа кога е преку уста? Значи таа оротрахеална интубација се изведува на тој начин што се става тубусот преку устата, како што рековте, се става на едната страна, па се изведува интервенција на другата страна, да кажеме горе во горната и во долната вилица, од која ќе се заврши, се префрлува, само се придвижува тубусот на другата страна и се завршува и другата страна, нормално се става обтурација на дишни на хранопроводот за да не дојде до несакано проголтување на страни тела, бидејќи се работи вода со посебни сисалки се работи, саугери кои што извлекуваат, работиме двајца колеги, значи еден кој што е оператор главен и асистент негов, заедно со стоматолошка сестра која што ни помага, треба да даде материјали, клешти, инструменти и така натаму, покрај анестезиологот и покрај анестезиолошката сестра, тоа е тимот кој што работи во таа сала. Стручен, професионален, посветен тим кој што... Посветен тим, да. Така, да. Временски колку трае, зависно од тоа колку и што треба да се санира и од состојбата во устната празнина? Па да ви кажам, нашата општа анестезија работи од 1989 година и можам сега да кажам од минатиот век. Значи, не сме толку стари, меѓутоа од минатиот век работиме. Навистина огромен број пациенти поминале низ нашата сала. Треба да се Зашто беше, извинете, за... Јас сакав конкретно само да прашам дека колку временски трае самата интервенција. На почетокот сакам да кажам, на почетокот, кога веќе се работим кај вас. Кога почнувавме да работиме, така, од кога почнавме да работиме, знаете, сите бевме некако со страв како ќе биде, што ќе биде, па и самите интервенции беа малку подолги. Меѓутоа сега интервенциите воглавном се завршуваат во некој временски период помеѓу половина час и 2 часа. Во зависност од состојбата на забалото, значи има некои интервенции кои што се навистина 2-3 запчиња или 2-3 заба кои што треба да се санираат, а има и состојби кога на пример 30 заба треба да се санираат, па тоа трае подолго, меѓутоа стварно извежбаноста на тимот е совршена и долгогодишното искуство така си го прават. Не трае повеќе од 2 часа ни една интервенција до сега. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Димков, да, кажавме каква е претходната подготовка, што треба да знаат родителите, како се извршува самата интервенција, откако ќе заврши детето или пациентот, останува неколку часа кај вас на клиниката? Значи интервенциите започнуваат, Прво да кажам дека работиме во текот на неделата, понеделник, вторник, среда и четврток, во зависност од бројот на пациенти кои што се на тој список на листа, доколку е помал работиме, да кажеме 3 дена, доколку е поголем го ја зголемуваме фреквенцијата, во петок се вршат прегледите и почнува интервенцијата, се работат по 2 пациента во предпладневна смена, значи еден почнува од 9 додека се заврши, вториот од кога ќе заврши првиот до крајот на работното време. Пациентите потоа остануваат неколку часа, ја видовте и на сликите собата за рикавери, за опоравување, додека не се повратат сите функции на пациентот, механички да може да си оди и потоа се испраќаат дома. Значи таа е како дневна болница. Така. Значи, и потоа останува во домашни услови, така, родителите да применуваат одредени мерки, така, да одржуваат, затоа што не може... Така, убаво би било родителите на ваквите пациенти и претходно да дојдат без самите пациенти кај нас, да им објасниме, да им дадеме совети што треба да направат, да не дојдат во ситуација да посетат оваа сала. Тоа е тешко кај нас, затоа што тие родители се, верувајте, преокупирани со основната болест и на многу од нив не им паѓа на крај памет значењето на оралното здравје. А значењето на оралното здравје е страшно битно. Тоа е влезот во дигестивниот систем и доколку тоа не е како што треба, рачунајте дека вие ќе имате цел живот пореметување во дигестивниот систем. Луѓето тоа не го сваќаат, може да замислите дека огромен процент на луѓе во Македонија викаат зашто ги лечиме млечни резаби, тие секако се менуваат. Можете да замислите сега степенот на
на самосвест колкав е кај нас кај родителите, да, треба да им објасниме, особено после интервенцијата им кажуваме на родителите, односно старателите на овие пациенти да го зголемат или да го воведат прво, па потоа и да го зголемат интензитетот на четкање на зъбите, иако они викаат и нормално е, тие пациенти не можат да, голем дел од нив не можат сами да одржуваат орална хигиена, меѓутоа затоа постојат овие електрични четкички кои што ние специјално ги препорачуваме на овие пациенти да четкаат со нив, односно родителот да четка со нив, тие самите се движат, самите имаат ротации и движења кои што ќе одржуваат орална хигиена, затоа што добрата орална хигиена не доведува до расипување на зъбите, а расипувањето на зъбите потоа доведува до нивна екстракција, до губење на зъбите и голем број од овие пациенти после нивната, да кажам, 30-40 година, после неколку пати доаѓање кај нас остануваат комплетно без забало, а кај тие пациенти е навистина контраиндицирано да се ставаат било какви протецки помагали и остануваат, значи да се хранат само на течна храна, што е навистина жално. Покрај сето она што нели сте го направиле и во сите тие нели интервенции и санирање на проблемите моментално се решава. Таму иако работиме со врвни материјали, сепак е тоа нешто што не е природно и доколку не се одржува, ќе се изгуби. Затоа е тоа битна работа. Имаме гледач на линија, да го слушаме прашањето. Повелете, добро утро. Добро утро. Добро утро. Докторот ја ме напрашај. Да, само ќе ве замолам малку погласно, не успеваме убаво да ве слушнеме. Дали докторот лечи невралгија? Дека јас имам 5-6 пати на максимум до сега сум имал интервенции, ама тоа се повторува. Знаем какви болки се тие. Извинете, не ве разбрав, што имате? Невралгија. Невралгија, невралгија. Невралгија не лечиме на воопшто анестезија, кај невролог. Тоа е баш кај невролог. Тешко, да, невралгијата не е хируршка интервенција која што треба да ја лечиме ние во оваа сала. Добро е што одите на максилофацијална, меѓутоа мој совет е да консултирате и некој од колегите на неврологија. Да. Има терапија која што има специјална терапија, да. Сигурно е ова некој пропратен синдром на некоја основна болест е ова. Не на невролог секако дека невролог, ќе му се даде препорака. Ги гледаме фотографиите постојано, тоа е салата, рековме дека тимот кој што работи е стручен, професионален, посветен на апаратурата е најмодерно што може да биде, значи комплетно опремена сала со најдобриот апарат драгер за општа анестезија, може да се види тука со специјален имаме и ларингоскоп кој што е дигитален, не оној рачен, со специјален апарат кој што автоматски дозира лекови кои што се уфрлаат во венскиот проток, така да со дефибрилатори така натаму комплетно како што треба да се работи, се работи. Да го споменеме телефонскиот број 075-435-445, можат да се јават, да закажат и консултација и информација да добијат дополнително, иако веројатно се пренесува така од еден на друг, оние кои што веќе го имале искуството ќе го пренесат на другите, каде можат да се обратат. Друго сакам да кажам дека ние од пред неколку месеци сме во мрежата на Мој термин, не бевме, меѓутоа сега сме вмрежени и излегуваме за колегите стоматолози кога даваат упати да знаат дека можат да најдат како сала за општа анестезија или сала за лица со попреченост и таму веднаш да дадат упат за одредениот пациент да може да го имаме и во Мој термин закажан и да се подвргне под ваква интервенција. Така, можностите за да се направи ова ги има, меѓутоа ако работиме на превенцијата, веројатно нема да бидат во толку голем обем. Која ќе биде препораката, па генерално и за сите нас околу превенцијата и одржување на оралното здравје? Да, тоа не важи само за овие пациенти, повеќе важи за целата популација. Редовно четкање на зъбите, наутро, особено навечер. Меѓутоа, немојте, ве молам, тоа е една интересна работа која што луѓето не ја знаат или не сакаат да прифатат. Кога се четкаат зъбите, четката треба да биде сува, да се нанесе слој од пастата, не да се стави под млас од вода, да се исчеткаат зъбите околу 3 минути,
да се плукне содржината и да не се плакне устата. Затоа што флуоридите кои што се наоѓаат во четката се хидрофилни, ја сакаат водата и кога ќе ја ставите под чешма, ги изфрлате. Нема никакво дејство да има ектопичното дејство на флуоридите во зацврстување на забната структура и она што сакаат пациентите да им се пени устата, убаво им доаѓа пенење, па после да плакнат. Ја тоа често го велам, па нашата уста не е килим, па што поиќе пена да има, подобро ќе се ишисни, значи ова е еден совет како треба да одржуваат орална хигиена. Од кога ќе ги исчеткаат зъбите пред спиење, никако да не консумираат ништо освен вода, ако им се пие вода. Да, и само многу кратко, зошто е подобро и поважно навечер да се четкаат зъбите? Тоа е добро прашање. Бидејќи има луѓе кои го применуваат тоа, многу луѓе децата ги четкаат зъбите само наутро. Да. Значи, наутро ги четкате зъбите за да ви биде убаво чувство во устата и за да зрачите со позитивна, односно пријатна енергија и арома. Меѓутоа, во текот на ноќта целиот метаболизам на организмот опаѓа. Вие ако сте јаделе претходно, како што и нормално сте вечерале, и не ги измиете зъбите, бактериите кои што се во устата ги користат тие остатоци од храна, произведуваат киселини, киселините ги нагризуваат зъбите и тогаш настанува деминерализација на емајлот и настануваат кариозни лезии. Значи, протокот на плунка во текот на ноќта е драстично помал, отколку во текот на денот. Вие преку ден не мора да ги измиете зъбите, меѓутоа вака, ако зборувате многу, ако разговарате со јадење, со движење на јазикот, доаѓа до самочистење и нема да дојде до таков драстичен пат на pH вредноста, значи нели под 5, за да дојде до нагризување на цврстите зъбни структури, што се случува во ноќта. Затоа да се запамтат сите, најбитно е да се исчеткаат зъбите пред спиење многу повеќе отколку од савајле. Откако ќе се заврши и со пиење, пиелок и со Секако. јадење, така, Има родители има родители ќе ги измијат зъбите на децата, па ќе им дадат дополнително после сок, чај заблажен, млеко, тогаш значи направиле грешка веднаш. Така да. Ви благодарам за гостувањето. Грижата за оралното здравје секогаш треба да ни биде нели во предвид, ама и затоа ќе имаме и повеќе следни гостувања во кои и поединечно ќе објаснуваме и други препораки. Многу ви благодарам што ме викате во вашата емисија. Сум веќе втор пат, претходно исто во Фактор здравје сум бил неколку пати. Ја се надевам дека дел од нашиве зборувања ќе останат во разговори, ќе останат во ушите на пациентите. Заеднички на овој начин да придонесеме во подигнување на свесноста. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.